Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Специјално изработената електрична гитара Vox на која свираа покојните членови на Битлси Џорџ Харисон и Џон Ленон е продадена на аукција во Њујорк за неверојатни $408,000, објави аукцијската куќа Џулијан. Пред аукцијата се очекуваше гитарата да достигне цена помеѓу $200 и $300,000. Гитарата на Vox е прототип кој бил специјално изработен за Ленон во 1966 година. Харисон свирел на неа за време на вежбањето на песната I'm the Walrus, а Ленон ја користел на снимањето за Hello Goodbye. Двете песни се наоѓаат на албумот Magical Mystery Tour од 1967 година. Роберт Патинсон и Кристен Стюарт наводно повторно ставиле крај на нивната турбулентна врска, пренесуваат американските медиуми. Иако и во добро и во лошо долго време беа заедно, се чини дека времето не успеало да ги излечи раните откако Кристен го изневери Патинсон и се најде во прегратките на режисерот Руперт Сандерс. Иако тогаш ја прекинаа нивната врска, Роберт набрзо и прости на Кристен, па изгледаа влюбено исто како и порано. Токму затоа извори блиски до холивудската двојка тврдат дека можеби ова е привремен прекин на нивната романса. На почетокот на неделата Кристен била видена како ја напушта куќата во која живеела заедно со Патинсон, а не го прославиле заедно нити неговиот роден ден. Иако се очекуваше дека заедно ќе се појават и на Канскиот филмски фестивал, ниту еден од двајцата не беше виден таму. Роберт на пријателите им признал дека долго го мачало неверството на неговата девојка, но не му придавал големо значење, бидејќи исто така не му значела многу нити поддршката од неговата партнерка. Жените кои често пијат кафе се позаштитени од агресивната форма на рак на дојка, открија шведските научници. Дамите кои редовно пијат од популарниот напиток имаат помалку шанси кај нив да се развие естроген рецептор рак на дојка, особено ако пијат по 5 и повеќе шолји на ден. Овој вид тумори не реагираат на повеќето лекови, поради што хемотерапијата често останува единствената можност. Научниците од Стокхолм утврдиле дека жените кои пијат кафе имаат помали шанси да се разболат од рак на дојката, од оние кои ретко го конзумираат овој пијалок. Тие ги анализирале добиените податоци од истражувањата на околу 6.000 жени кои влегле во менопауза. Тие кои пиеле по 5 и повеќе чаши на ден биле со 57% помалку можност да се разболат од рак на дојката, во споредба со оние кои пиеле помалку од една чаша на ден. Научниците откриле дека кафето ја намалува опасноста и од сите други видови на рак на дојка, но кај нив мора да се земат во предвид и други фактори како возраста и тежината. Претходни истражувања покажале дека кафето ја намалува опасноста и од некои видови на рак, како рак на простатата и на црниот дроб. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.